Денес, односно 4 и 5 септември, е вториот уписен рок на Универзитет Гоце Делчев. Сите оние кандидати кои што во првиот уписен рок не успеа да се запишат на една од поатрактивните студиски програми, ги повикувам да ги погледнат слободните места во вториот уписен рок, но секако оние кандидати кои што досега не донеле одлука на која студиска програма и на кој факултет да студираат, да го погледнат конкурсот на нашата веб страна и да донесат одлука во овие 2 дена. Во овие 2 дена ги очекуваме да аплицираат, односно да направат профил на нашата веб страна, да пополнат општи информации и понатаму ќе ги водиме ние како универзитет во уписниот рок. Од првиот уписен рок можам да кажам дека се уште има слободни места, останаа на оние поатрактивните студиски програми нема, така да општа медицина се е потполнето, има голем интерес и на дентална медицина, но на другите студиски програми имаме слободни места. Можем да ги повикам, значи да ги погледнат сите слободни места и да аплицираат. Има 1600, околу 1600 слободни места во државна квота, по 800 има со кофинансирање и воредни студенти, така да има доволен број на слободни места за во вториот уписен рок. Првиот уписен рок официјално заврши вчера, но сите оние кои што задоцниле до сега не успеале да се снајдат во системот, нека повелат на едно од нашите уписни места или нека пробаат повторно да се запишат, затоа што тие слободни места ги чуваме за нив, мора да ја завршат таа работа како обврска за да се запишат на Универзитет Гоце Делчев. Понатаму продолжуваме со вториот уписен рок по разгледувањето на тие пријави, по верификувањето на резултатите и по објавувањето на конечните листи, ќе продолжиме и со запишување на студентите на 15 и 16 септември. Третиот уписен рок ни е на 17 и 18 септември, така да сето оно што ќе остане од првиот и од вториот уписен рок слободно ќе го објавиме во третиот уписен рок. Во октомври таргетираме повеќе категории, ранливи категории на студенти кои што изминатите години увидовме дека имаат потреба од помош, па така во октомври ќе објавиме конкурс во кој што ќе се таргетираат категории на студенти со еден родител, со починат родител, без родители, така да тој конкурс е дополнителен и ќе ги повикам кандидатите, односно нашите студенти тогаш да аплицираат ако се во една од тие категории и да ги помогнеме со ослободување од пола плаќање на партиципација. Мора да ги повикам сите оние кои што во првиот уписен рок се пријавија и веќе се запишени да се подготвуваат за првиот академски час кој што е на 1 октомври, ќе добијат официјална покана и ќе ги повикаме да присуствуваат и на академскиот час, а понатаму и на академските часови на нивните факултети каде што ќе го добијат и својот индекс и ќе можат веќе од наредниот ден да следат настава. Идните странски студенти моментално се во процес на нострификација, постојано добиваме прашања од нив, мејлови во кои што комуницираме, ги упатуваме како тече процесот, но процесот за нострификација преку Министерството за образование, така да кога ќе заврши тоа, ги очекуваме во тек на вториот и многу повеќе во третиот уписен рок да дојдат и странски студенти и да ги запишеме.